Купишта градежен шут, отпад од домаќинствата и што ли уште не. Ваква слика ќе ве пречека на пат кон Тиквешкото езеро спроти хидроелектричната централа Тиквеш. Старите навики на кавадарчани, но и други граѓани кои имаат викендици на езерото не завршуваат и понатаму се фрла отпад на места кои не се за тоа. Со цел да се подигне еколошката свест и да се променат лошите навики, денеска младите екологисти од Екоживот заедно со представници од локалната самоуправа ги расчистуваа овие диви депонии. Денеска 22 април го одбележуваме денот на планетата Земја. Во оваа акција е вклучена невладината организација Екоживот, односно подмладокот на Екоживот. Целта на оваа организација денеска е да се подигне свеста како кај младите, така и кај постарите за почиста општина, односно за почисто Кавадарци, и да се подигне свеста да се научиме каде треба точно да се фрла отпадот. Денеска се наоѓаме на локацијата над селото Возарци, на кај Тиквешкото езеро, затоа што пред некое време видовме некои слики кои што беа објавени на Реално Кавадарци од самата помисла колку сме незаинтересирани за екологијата во општина Кавадарци. Решивме денес да помогнеме да го исчистиме ова место и да допринесеме за позелена околина и почиста општина Кавадарци. Се обидуваме и се трудиме да допринесеме за зголемување на свеста. Значи, денеска оваа акција точно ја правиме со младите и сакаме да укажеме и понатамошна соработка со младите и се повеќе да биде поголем бројот, да се вклучат повеќе млади во нашата организација, во подмладокот на еколошкото друштво Екоживот, со тоа што ќе допринесиме да ги чистиме помалите депонии и да се подигне самата свеста како кај младите, така и кај старите, за ово повеќе да не ни се случува. Подршка на акцијата целосно дава локалната самоуправа. Шефот на кабинет на градоначалникот Митко Јанчев, Сузана Шалева, нагласува дека со ваквите акции ќе се придонесе за почист град. Во изминатата 2018 година Кавадарци беше прогласено како втора општина во Република Македонија, еко-општина. ЈП Комуналец во изминатиот период од година и пол интензивно со поголем интензитет работи на очистување на сите диви депонии и благодарение на ваквите соработки со еколошките друштва се надеваме дека во оваа 2019 година ќе бидеме на прво место, затоа што нели тоа ни е насловот, односно мотото на акцијата што ја спроведува Комуналец заедно со мој општинари и со сите останати служби од општината за чисто и убаво Кавадарци. Така да се стремиме кон тоа Кавадарци да биде на прво место како екоград во Република Македонија. Председателот на Екоживот Роберто Паризов упати апели и до приватните компании кои имаат сопствена механизација да ги помогнат еколошките акции со цел да се расчистат што повеќе депонии. Би искористил оваа можност да ја истакнам и да ја поздравам соработката со локална самоуправа Кавадарци и истовремено и со ЈП Комуналец, затоа што некои волку големи зафати ни е неопходна само не човечка рака, не само нашите човечки ресурси кои што ги имаме во Екоживот, туку и механизација, затоа што тука сме сведоци дека не само производи од домаќинствата, него отпадот од домаќинствата, туку има и шут и секој вид на отпад, така да се надеваме дека и Комуналец ќе имаме помош од нив. Воедно апелираме и до поддршка и до приватните компании кои што се во можност да пратат своја механизација за да исчистиме што е можно повеќе депонии од овие дивите.